Струмичкиот регион има 72 села. Во едно од нив не одведе патот во оваа луѓе и места. Тргнавме по приказната за земјоделецот од Муртино, кој со својата иновативност во изборот и начинот на одгледување на земјоделски култури се издвојува од останатите земјоделци во Струмичко, а и пошироко. Со земјоделство започнал активно да се занимава веднаш по отслужувањето на воениот рок, но набар го сфатил дека традиционалното земјоделство не е вистинскиот и најдоходовниот начин да се живее и екзистира од него. Со поставувањето на првите пластеници пред 10 години, за прв пат такви кај нас, со отпочнувањето на одгледување цреши под пластеници, а и со последниот негов експеримент, одгледувањето брзорастечки дрва кои растат 1 метар за 1 месец, Данаил Паланков од Муртино е пионер во овие култури во Македонија. Иако знае дека за сите овие негови идеи и експерименти на почетокот соселаните и поблиската околина реагирале со чудење, денес тоа чудење е заменето со восхит. Лудоста, како што вели самиот, но и храброста да истражува и експериментира со нови земјоделски култури и нови начини на одгледување на истите, денес го издвојуваат од останатите земјоделци кај нас. Тогаш, значи во тоа време бех луд кога ги прави оранжериите, дека не се затоплувале такви големи оранжерии, не знам што требало да правам. После кога се виде дека тоа функционира, масовно по Струмичко почна да се градат таков тип на оранжерии. И кога растурав бев луд, сега кога почнам да ги садам дрвцата со кои се занимавам сега, и тоа беше лудост, но ете после 2 години се докаже дека стварно тоа е топ идеја и дека мислам може да се профитира. Сега мора да се почека. Не е тоа како доматите садиш и за 3 месеци да веќе да дојдеш до финансиски бенефит. Данаил не е обичен земјоделец. Иако живее и работи во село каде што нивите се садат и обработуваат на начин сличен како во минатото, само со помодерна механизација, тој иновациите во земјоделието ги започнува со одгледувањето раноградинарски култури под пластеници, со цел производите да бидат на пазарите 1 месец пред останатите. Како председател на здружение патувавме доста, значи во разни други земји како од Холандија, каде што таму за прв пат видов дека за да бидеш интересен мора да бидеш пред се голем. Значи тоа што го нудиш да има доста големи количини, бидејќи ако се мали количините, тешко дека може да се продадат. И така настана идејата да се градат пластеници, оранжерии во тоа време, од тип какви немаше во Струмичко, и направих некаде околу 1 хектар во тоа време. И за тоа време беа лудост, бидејќи не се затоплувале, тие не раѓале, не знам што било, како било. Но ете, сета приказка траеше некаде околу 10 на години, кога веќе заврши едноставно земјоделието, приходите се се помали, едноставно само парите ги вртеме и моравме да завртеме на нешто друго и така дел од оранжериите ги уништивме, но се уште има доста доволно, некои околу 20 декари за производство кој и оваа година докажува дека не сум сгрешил, дека цените и веќе едноставно да се работи земјоделие неисплатливо, она традиционално градинарство. Физички, искрено за моите 10 години не сум толку многу работа, значи јас повеќе ги менаџирав сите работи и на мене остануваше одржувањето на сета механизација, значи да се усмисли како ќе изгледат оранжериите, како ќе биде затоплувањето, како сето тоа да биде функционално, значи тој дел. И тоа е физички дел, но не е она, нели, традиционално копање таму, нели. Што не значи дека јас мислам дека менеџерството суштина е и поважната работа во целата таа приказка, отколку копањето таму. Сум ги поминал сите тие и искрено да ви кажам, често пати доста сум се, ето така, да не кажам, сакал да излезам од собствената кожа, бидејќи искрено ќе кажам, имав такви периоди кога беревме пченка
И кога ќе ми текнеше дека во Србија дека еден комбайн бере таму некои си 100 декари за еден ден, а јас едва пола декар од нивата ќе успеам на рака и си викам во мене и сега и колку да ми ја платат таа пченка, значи и евро кило да ми го платат, едноставно нема математика и не се живе и мора нешто да се направи. И така, значи од таа конфронтација во мене почна идејата со пластениците. Доста добро, 10 на години се живееш од нив, но ете заврши и тоа и мораше нешто да се мени. Даниел започнува уште еден експеримент, како што го нарекува самиот. Одледување цреши под пластеници. Ваквиот начин на одледување цреши е познат во светот, но е за прв пат кај нас. Јас кренав на испитување на други можности, едно од тие беше за производство на цреши во пластеници, бидејќи јас имав пластеници, со што би се дошло многу порано на пазарот. Идејата е стварно прекрасна и таа е во реализација на еден дел, многу мал дел, бидејќи поголем дел зеде идејата за производство на пауловни или брзорастичкото дрво, но не се откажуваме од црешата, полека пластениците ќе ги засадиме и со цреши во пластениците, меѓутоа на нив малку е поспецифична технологијата и значи тука повеќе експериментираме да не сгрешиме, бидејќи нема тука враќање, може да се случи да ви помине родот, а ништо да не наберете. Но еве почетоци има и мислиме дека следната година, таму средина на април веќе ќе има берба на цреши. Видот на цреши може секој да се го избере оној кој што сака, па да не кажеме онаа традиционалната охридска или овде нашата традиционална во Смолари таму грчка стара сорта трагана, каде крупноста на плодовите оди до 3 см. Значи горниот дел не зависи воопшто од видот, не зависи од сортата. Значи миниатурноста или симнувањето на растението го прави подлогата доле, која подлога измислена некаде во Германија таму и се наречува Гизела 5, кој го држи растението и го намалува некаде за 80% од неговата величина. Иначе јас имам експериментиран на 3-4 вида, од кои они што се побрзи се малку поситни, они средно стасните се малку покрупни, они покасно, но со забрзување во пластениците и со подлогата што се добива некои 10-15 дена, можно е во некаде 15 април да се бере цреша кога на пазарот буквално нема никаде, па дури ни во окружувањето. Единствено цреши можете да најдете во тој период, значи во Грција доле од островите кај што е потопло. Пауловнијата е поводот поради кој дојдовме во Муртино. Тоа е вид дрво кое потекнува од Кина и пополека ги зазема пространствата широм Азија и делови од Европа. Во Кина ова дрво се одледува на површина од 2,5 милиони хектари. Во Македонија првите 10 хектари ги засади Даниел неодамна. Дрвата растат по 1 метар месечно и за 6 до 7 години прават 1 кубик дрвна маса. За споредба, останатите дрва за истото им е потребно околу 35 години. Кога го разработуваме бизнес планот за црешите, таму на едно место не беше покажано оваа дрво и најпрво беше на некоја висина од 2 метра. И не рекол дека ете тоа може да биде некој интересен бизнес за вас. Добро, но приказката беше премногу вистина, това неверојатно за да биде вистината, дека толку брзо расте, толку приходите ова она. И нас не стана така како незабележено, го поминавме, но враќајќи се втор пат во тој институт, забележено дека тоа дрво пораснало како сега ова што го гледам некој 6-7 метри и тоа веќе не заинтригира. Да почнеме да бараме земја, да почнеме да размислуваме во тој правец дали може да се засади. И испадна дека со добра организација се е можно да се направи, така да ете веќе гледаме, сведоци сме дека ова дрво веќе вегетира овде работи, а се работи за видот пауловнија лунгата, кој е најподобен за Македонија, бидејќи ние сме малку сушна, но топла како земја, а плюс е издржава за до температури минус 25, мислам овде не е забележено температури повеќе од минус 25. Ова дрво е некаде од најбрзорастичките дрва, значи или за пола животен век достигнува 1 кубик маса од, да речеме, тополата која е како К12, која се рачуна како најбрз вид, или не знам 200 и нешто таму италијанскиот вид, за кој е потребно некаде околу 12 години, додека овој вид за некои 6 години го прави тој кубик маса, но ете американците израчунаа дека најдобри приноси или најдоходовен е кога се сече на 7 години, кога веќе е така на стално место или без онаа година расат. За
кога се добива 2 метри кубни маса, значи за 7 години. Потеклото на пауловнијата е од таму некаде Јужна Кина или таму е попознато како кири дрва, но за да успева во сите региони, нели, во сите географски ширини таму, е изработени се повеќе видови за поладно, посушно и така. Некаде околу 12-13 вида. За Македонија се покаже дека елонгатата е точно таа која треба да се сади. Растејќи по 1 метар месечно, ова дрво полека станува вистинска атракција во Струмичко. На шега Даниел го нарекува магичното дрво граф од цртаните филмови. Многу луѓе пред това биле, нели, слушнали за тоа дрво, размислувале, но додека, нели, кај нас додека не видам не верувам. Сега конечно кога веќе се види што се случува, нели, се јавуваат сите за да купат расат, сите сакаат да подигат производство, кои сака за озеленување, нели, паркови, некои се јавуваат за сенка, бидејќи ова прави доста голема крошна за кратко време. Значи се јавуваат на луѓето најразлични идеи и конечно им стана, значи, вистинито тоа што беше неверојатно дека ете толку брзо може да расте. Интензитетот на расте е негде околу 25 сантима просечно на недела или 1 метро на месец, што и овде на насадот се докажува дека е ова висина 5 до 6 метра е направена за 5 месеци период, бидејќи овој насад беше на нула. Најмногу треба да се запази само киселоста на почвата, да не биде почвата кисела и да не биде мочурлива. Се друго се докаже дека на секакви терени може да успева, значи каде малку побрзо, некаде малку побавно, но тоа не представува нешто посебно и единствено нешто или единствен производ кој ако го чекате уште една година, ако претходната не можете да го продадете, добивате на кубикажи, така да следната година, тоа не се случува, бидејќи ова е најбарав вид од дрво. Се работи за нас од 13.000, значи 9.000 со засадувани сега уште на 4.000 дрвца, ќе се стигне до 13.000, така како заокружена бројка. Но ете се јавуваат и други, така да сега искуството што ги имаме, може би ќе ги пренесеме и на оние кои сакат да засадат, така да им помогнеме во смисла, нели, купувајќи расот, мора да им кажеме и која е технологијата и така да сега и во тој правец веќе почнуваме да ја носиме, бидејќи ние го закруживме тоа што го планиравме. Во есенскиот дел со завршување на нашата седба, значи продолжуваме понатаму сега со набавка на садници, одледување во пластениците, нивно кондиционирање, така да кажем, да во пролет кој ќе ги засадите да добиете таков насад кој стварно е прекрасно да го имате. Пауловнијата е меко и еластично дрво. Во полна зрелост се користи во дрвната индустрија за изработка на мебел, за изработка на музички инструменти, отпорно е на надворешни влијанија и не се деформира. Листовите од пауловнијата се богати со танин и се користат за производство на етерични масла и лекови. Неговите големи листови и брзиот раст го прават атрактивно ова дрво и за парковите во големите градови. Засега, најчесто во Кина. Интересно тоа што нема чепови како другите дрва и едноставно добивате млечно бело дрво кој заликува дека вие некоја изработка од иверица, дека така идеално нацртано, дотерано, дури кој ќе го фатите, мислите дека тоа повеќе пластик отколку дрво, но всушност тоа е толку фино, толку без пукнатини, без цепки да се прави дрвото. Примената му е буквално за секој место. Со сигурност знаеме дека овие дрва за 7 дена кога ќе ја гледате новата луѓе и места, ќе бидат повисоки за 25 см. Заминавме од Муртино, кај некои други луѓе на некое друго место.